За само 3 дена, на 31 јануари, истекува рокот на замрзнати цени, за кој владата се одлучи во намерата да го сопре неконтролираното поскапување на основните животни намирници. Стравот кај граѓаните дека можат да се соочат со шоковно високи цени е реален, бидејќи производителите и трговците секојдневно ја аргументираат потребата од повисоки цени на нивните производи. Од овие причини, евентуалното одмрзнување на цените за граѓаните е еднакво на пуштање на злото. Страшна работа е. Што ќе биде, не знам. А ја веќе отидел ми веќе, ама на детството мој, на синовето, на внуците, на ни тешко ќе биде. Ова што ќе биде, како може да биде добро? Пензија колку затише? 2,9%, а цени ќе оде 10-15%. Значи не е добро за никога. Може би малку ќе бидеме по-тенок джеп, ама важно ќе преживееме. Лошо ќе биде. Уште поголоша беда, поголема сиромаштија. Пензиите 2% покачени, до сега 20-30% са качени цените. Прехранбените, што е основното. Ова е страната на потрошувачите и неа цврсто ја држат и од синдикатот и од организацијата на потрошувачи, бидејќи се со идентично мислење дека со животниот стандард игра нема. Доколку не се замрзне цената после 31 би се соочилете токму со тој ризик да се зголемуваат цените, граѓаните знаеме немаат доволно пари, сиромаштијата е доста изразна во нашето време, што ќе кажам би било нивна штета. Ова е едната, но не помалку важна е и другата страна, бидејќи не предолго на пазарот може да функционираат од државата контролирани цени. Услови на пазарно стопанство, пазарна економија, воведуваме административни мерки, што едно со друго не кореспондира. Ниту еден трговец нема да работи ако нема економски интерес. Како тоа е што го викаме на запад начин кажано профитот. Без профит никој не би нити инвестирал. Сите овие дилеми остануваат отворени на неодредено време, но владата ни соопштение најави дека не е отсутна и дека ситуацијата ја следи. Министерството за економија достави одлука до владата со која се предлага мерката за замрзнување на цените на основните прехранбени производи да се продолжи до крајот на февруари 2022 година. Стои во соопштението. Во одлуката за замрзнување на цените во изминатиот период меѓу останатите влегоа лебот, брашното, млекото, месото, јајцата, оризот и останатите преработки.